Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 112-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. А денес ќе ви говорам за еден мини серијал кој што го опфаќа случајот кој пред сега плени американската ТВ индустрија до тој степен што неколку пати е екранизиран во разноврсни ТВ продукции, дали серијски, дали филмски, разработувајќи ја и разглобувајќи ја пред се од различен аспект проблематиката на неверството која што ја тангира помеѓу Кенди Монтгомери и нејзиниот сосед, ситуирани во рурална Америка, кои и двајцата се во брак, но со различни партнери, и одлучуваат да зачекорат надвор од рамките на бракот, брачниот кревет и да се сплотат во една хотелска соба, започнувајќи ја и пред се завршувајќи ја нивната афера во таа соба. Меѓутоа, месеци подоцна, кога ќе дознае за аферата со пругата на соседот, во афект ќе започне на физичка пресметка со Кенди, која ќе резултира со смрт и ја отпочне пред се судската хајка низ која ќе се разглобува случајот кој е опфатен во ТВ серијата Love and Death, за која што ќе ви говорам денес во ТВ 103, а емисијата ја започнавме со одличните Royal Thunder, односно слушаме композициите The Knife и Now Here Nowhere. Станува збор за сега веќе модерен и моќен стонер рок бенд кој што доаѓа од Атланта, Џорџија, кои имаат и психоделична нишка, меѓутоа имаат и влијание од гранж сцената, конкретно воочливи во нивните рифови. Меѓутоа до сега, ако не се лажам, имаат издадено 4 албуми, од 2012 издаваат, тогаш ги открив со нивниот прв албум, а ова е нивниот четврт албум од кој што слушавате композиција, односно Rebuilding the Mountain, издаден по 6 годишна музичка пауза. Претходниот албум е од 2017, именуван како Week. Од градењето на повторното градење на планината ќе ја слушнеме My 10. Ова се трите најбрзи композиции, за да не добиете впечаток дека е фуриозен целосниот албум. Сепак има и една здрава доза на стонерок и дум влијание кои што овозможуваат малку да се диши помеѓу овие агресивни композиции. Меѓутоа, тоа не го менува фактот дека Royal Thunder имаат еден моќен женски вокал и силна со силна гитарска позадина која што сведочи за квалитетот кој што поседува овој бенд. Доколку сакате да дознаете како се развива една неуспешна афера, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден придаден меѓусвет, нудејќи можности за згатнување на енимите на постојањето. Јас сум Зарко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103, со своето 112-то издание, кое што е посветено на ТВ серијата Love and Death, која представува криминалистичка мелодрама, односно мини серијал кој што креира Дейвид И. Кели, него го знаете како авторот на The Practice и Boston Legal и мал милион на други ТВ серии на кои што има работено, односно Love and Death е создадена за HBO Max, што значи дека ја имате на располагање и кај нас. HBO Max стана простор во кој што HBO ќе може да ги објавува поризичните, условно кажано, серии кои што може би допираат до помало демографија, но сепак содржа квалитети кои што бараат внимание. Така што оваа година се со намален број на творби, како што се Fired on Mars и Velma, како анимирани ТВ серии, потоа неанглиските Poor Devil, Mariachis, Bring Back Alice, Headless Chickens, Spy Master, Ugly, документарните How to Create a Sex Scandal, Smartless on the Road и What Am I Eating with Zoe Deschanel и 100 Years of Warner Bros, како и Naked, Loud, Proud и First Five, што значи дека акцентот повеќе го фрлија на нескриптираните и на сериите од неанглискиот пазар, а
ова е можеби единствената американска мелодрама која што е новитет оваа година, додека во јули ја најавуваат новата серија Full Circle, како и нови сезони на And Just Like That и 10 Year Old Tom. Со тоа што баш поради намената да биде ова стриминг потфатот на HBO, кој повеќе би бил некаков сиобединувачки фактор на HBO Go, што беше моминатото за Европа, HBO Max се претвори оваа година како негово надополнување, односно како негово продолжение во самата смисла на намената која што имаше за промовирање на пред се европски ТВ серии. Првата сезона на Love and Dead брои 7 епизоди со време трајање од околу 50 на минути, што па значи дека може да ја изгледате за 6 часа или во мојот случај да ја преполовите на 3 сати во ден и да ја изгледате за 2 дена. На 27 април 2023 беа објавени првите 3 епизоди, односно беше фрлен мамецот со еден клифхенгер за да се привлечат гледачите за останатите 4 епизоди кои што се емитуваа недела за недела. Значи имаме комбинирана практика на прикажување на епизоди. Од една страна е воведниот потфат со прологот од 3 епизоди одеднаш, кој што се во процес на својствен за стриминг сервисите, меѓутоа комбинирани со старошколската практика на емитување за недела за недела, што позначи дека беше објавена во рок од 1 месец по целост, што и не е толку големо измачување за нејзино чекање, со оглед на тоа што доколку не би биле фрлени првите 3 епизоди одеднаш, би се гледала оваа серија во 2 месеци, се разбира, што знае фокусот да го изгуби барем во текот на низиното време траење од 2 месеци и гледање и чекање недела за недела, така што сметам дека секогаш е добро да еден подвигот, ако веќе се планира да се емитува недела за недела, тоа да се остави на последните 4 епизоди, а остатокот првата половина од сезоната, ако веќе сакате, да се даде одеднаш за да им се дае поголема доза на луѓето за да може да се заинтересираат или не за содржината која што би ги очекувало во оваа серија. А во Love and Dead станува збор за Кенди Монтгомери, односно таа е незадоволна домаќинка од нејзиниот живот во руралната Америка кон крајот на 70-тите години, која започнува љубовна врска со нејзиниот сосед во хотелска соба во хотелче на крајот од, односно на излезот од градот. Меѓутоа, што дознае за таа врска неговата сопруга, Кенди во самоодбрана ќе зарие секира во низината глава и ќе го продолжи процесот на удирање без престан, додека не ја расчеречи во низиниот дом, иако не е тоа намерата за која што оди, меѓутоа во мигот кога сопругата на Алан, односно човекот со кој што има афера Кенди, ќе ја соочи со вистината дека таа спиела со низиниот маж, ќе се обиде таа да и нанесе штета и во процес на самоодбрана и исклучување пред се надвор од реалноста, таа го прави овој грозоморен чин на одземање на низиниот живот. Серијата фрла поглед на идеализираната Американа, односно идеалот на нуклеарните семејства, кај што оградата на градината не е баш секогаш бела, односно има пукнатини, така што кај што совршените семејства со нивните подеднакво совршени деца ги живеат наводно иделичните животи, меѓутоа во овој случај на убиство во самоодбрана е доказ дека не е баш се светкаво и совршено за тие бели огради. Имено, самата Кенди е неисполнета, оставена без искра во нејзиниот брачен живот, која исто така недостасува и кај нејзиниот сосед, Алан Гор, кои не може да се справат со однесувањето на нивните партнери, кои ги гушат со нивниот поглед на свет, па така што сопругата на Алан со нејзиното постојано негодување, наспроти сопруга на Кенди со неговата рамнодушност, која што ја раѓа пред се потребата кај Кенди и Ален за разгорување на нивниот љубовен пламен. Меѓутоа, смешно е како нивната афера е
толку неспонтана и планирана, што дури нема ништо импулсивно во нејзината изведба, со подготвување на пикник за во хотелската соба и одење порано од работа во договорениот датум за изневерување, така што прилично методични се и неспонтани во извршувањето на овие нивни сплотувања. Серијата го фати бранот на true crime минисеријали за криминалистички случаи кои се одвивал во реалноста во Уайли, Тексас, а самата серија е снимена во районот околу Остин, Тексас, започнувајќи со снимање на 27 септември 2021, а завршувајќи на 7 април 2022. Реално тоа е временски период 6-7 месеци за снимање на една ТВ серија во целост, а одобрено беше продуцирањето на серијата на HBO Max во мај 2021, значи по летната предпродукција од 3 месеци се започнува со снимање, што е многу здрав начин на работа. Сега мора да земете превид дека ова не е првата екранизација на овој случај од реалноста. Напротив, најпрвен е екранизиран во обликот на ТВ филм од 1990 година, насловен на Killing in a Small Town, режиран од Стивен Джиленхол, кој се базира на книгата издадена во 1984 година, која што е нон-фикшн книга, односно именувана како Evidence of Love, напишано од Џон Блум и Џим Аткинсон. Филм во кој што глумат Барбара Херши и Брайан Донехју, работен е за CBS, а Херши си доби дури праймтайм еми за носечката улога во филмот. За потоа Никан Тоска во 2022 година, односно човекот која направи прекрасната Channel Zero во мај 2002 година, го екранизира истиот тој случај, кој што, нели, за да ги имаат правата, за да може да прават некаква си видео адаптација, мора да се откупат правата од книгата за која што е напишан овој случај, не може да се базира на истражување кое што не е објавено, така што мора да има некаква нишка на која што тој ќе се базира, односно оваа книга е изговорот, односно овие права се изговор на која што се базира и самата Love and Death. Меѓутоа, да се вратиме на Никан Тоска, човекот кој што ја направи Channel Zero, го екранизира случајот во серијата Кенди, меѓутоа таа беше работена за Hulu, предводена од одличната Джесика Бил, која што исто така доби доста номинации за носечката улога, односно повеќе слојна трансформација бара улогата на Кенди, која возможува, нели, да демонстрира една актерка која уме да биде милата домаќинка од една страна, но и ладнокрвен убиец воедно од друга, да ги покаже овие различни димензии кои што би ги поседувала. Меѓутоа причината зошто не говорев за ова серија во емисијата, односно не говорев за Кенди наместо да говорам за серијата Love and Death за која што ви говорам денес, за новата итерација, иако и Јан Тоска и Бил одлично си ја завршија работата, посебно во рамки на убиството кое што многу повеќе ми се допадна како е естетизирано во Кенди отколку во Love and Death, што во Кенди Майкл Апердал го од авторот кој што има работа на Декстер ги снимаше убиствата таму, така што овој случај бара пред се истражување на целосниот свет во мало, односно на сметав дека на Били, односно потребни се на Джесика Бил и беа потребни одлични актери да и парираат на неа, што не е, например, проблем го немаше во Кенди, меѓутоа не е проблем во случајот на Love and Death, која е предводена од Елизабет Олсон и нејзиниот партнер во криминалот, односно Джеси Племенс, за кој ќе ви коментирам во наредниот говорен блок на емисијата, а тука ќе направиме уште една музичка пауза. И во продолжение на емисијата ќе слушнеме неколку композиции од бендот Миселин, односно ќе слушнеме Peach, You Shouldn't и Monkey Fist ќе слушнеме доколку имаме време, односно станува збор за бенд кој што ако Royal Thunder доаѓа од Атланта, Џорџија, патуваме за Вашингтон, DC, уште сме на американскиот континент, со тоа што и слушаме овие
момци и девојка кои што се еден вид на алтернативен рок-н-рол, односно стоner рок бенд со психоделичен вајб кој што го демонстрираат на ова нивно одлично студиско издание во кое што ќе пленат и со нивните рифови, но и со милозвучниот глас. Така што Мишелин ги слушаме во продолжението на емисијата и потоа ќе слушаме една аудио најава за снимањето на оваа серија од страна на актерската екипа. Така што останете со Канал 103 за да ги проследите останатите говорни делови посветени на ТВ серијата Love and Death. Вие слушате радио Канал 103, ова е 112-тото издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за Love and Death. Во овој сегмент на емисијата ќе продискутирам за улогите, односно кои што ги имаат актерите и актерките, а оваа серија е предводена од Елизабет Олсен. За мене секогаш ќе остане девојката од носечката улога во Марси Меј Марлин, без разлика на незината кариера која што подоцна ќе има во суперхеројските франшизи, секогаш ќе биде за мене таа карактеристична улога за Олсен. Односно таа глуми Кенди Монтгомери, таа е домаќинка која не е задоволна од нејзиниот неживотворен брак зад напукнатините на белите огради и решава да го изневери сопругот Пет со соседот Ален, откако таа ќе ги доживеа сласните пориви, односно фантазиите за него, и ќе започне аферата во хотелче на излезот во градот со планиран датум и ручек и кога да се разделат, значи плански приоѓаат на самиот чин, откако во христијанското градче ќе замине Ален со неговата сопруга на брачно советување и таа признава за неверството на сопругата на Ален, која ја во еден момент ја напаѓа Кенди и на крај завршува сопругата на Ален со 40 удари во незиното тело од секира, а потоа се тушира Кенди и молчи за убиството кое што го изведува на среде бел ден. Оваа улога е предизвик за секоја актерка, која што Елизабет одлично ја долови, покажувајќи ја и иделичната представа за домаќинката од Уајли, Тексас, но и убиката која се активира во самоодбрана, како и процесот на судењето, каде што ја гледаме како дозирано зомби, обвинетата на седативи, која е неспособна да ги покаже емоциите, односно е неприсутна со својот мозок, иако со телото е присутна на самото место. Така што Елизабет Олсен е полн погодок за носечката улога, која што исто така е на рамниште на Барбара Херши, на Джесика Бил во претходните итерации на овој лик. А незиниот сопруг Пет Монтгомери го глуми Патрик Фјуџит, кој што го знаеме од Almost Famous, од Spoon, од Driftcutters и во поново време од ТВ серијата The Last of Us ви говорев за него. Односно Пет е рамнодушен, повлечен сопруг на Кенди, кој не ја воодушевува неговата сопруга, кој ќе остане покрај неа и откако ќе дознае за неверството, затоа што е свесен за неговата повлеченост во удобноста на домот и не давајќи ја таа сатисфакција за враќање на пламенот, на љубовта помеѓу нив. А нивни ќерки и син се Джени Монтгомери и Иан Монтгомери, односно глумени од Амели Делиморе и Лајам Пиледжи, односно станува збор за нивната ќерка на Кенди Пет. Денес живее со својата мајка и работи како терапевт во Џорџија во борба против депресијата кај тинејџери и возрастни. Зборуваме сега за возрастната Джени, која што остана да живее со, мислам, е во блиска корелација на професионално рамниште заедно со незината мајка ден денес. Од другата страна ги имаме Джеси Племенс, кој што го знаете од Breaking Bad, од ТВ серијата Fargo, The Irishman, на Скорсезе од I'm Thinking of Ending Things, на Kaufman, The Power of the Dog,
Killers of the Flower Moon, новиот филм на Скорсезе, исто така се појавува Джеси, односно тој глуми Алан Гор, тој е соседот на Кенди, кој ќе започне афера со него, кој си има собствени проблеми со неговата сопруга Бети, која ја глуми актерката Лили Рейп од American Horror Story, која што се обидува да забремени со второто дете на Ален, но кога ќе дознае за неговата афера со Кенди, нема да биде повлечена како сопругот на Кенди 5, туку ќе земе секира во раката и ќе почне да ја напаѓа Кенди во сопствениот дом и во самоодбрана Кенди ќе и го одземе нејзиниот живот за кој што таа нели е осудена. Нивната ќерка, односно ќерката на Бети Ален во овој филм, Алиса Гор, ја глуми Харпер Хит. Покрај нив ја имаме одличната Кристин Ритер, која што ја знаете исто така од Breaking Bad, потоа таа е носечката улога во серијата Джесика Джонс, глуми во Big Eyes и во Nightbooks, односно во Gateway Horror филмот за малите деца. Шери Клеклер е ликот кој што глуми, односно таа е пријателката на Кенди, која забележува дека Кенди поразлично се однесува по започнувањето на аферата, која што открива за неверството, меѓутоа го премолчува за потребите на околината. Потоа во серијата го забележуваме и Дон Краудер, кој што го глуми Том Пелфери. Него го знаете од ТВ серијата, односно од филмот Манк и од последната екранизација на проблематиката во поглед на злоупотребата на работната позиција во САД во играниот филм She Said. Потоа тој е адвокатот на Кенди кој се обидува да ја докаже нејзината невиност, кој си има проблем очигледно со судијата, кој милува постојано да го казнува за однесувањето во судницата, за да се наметне за да го наметне пред се својот светоглед во поглед на раководењето со самата постапка, иако покажува пристрасност, посебно кога му пркоси адвокатот го казнува за неговото бунтување, а во реалноста овој адвокат се има самоубиено по завршувањето на случајот, дури во 1998 го прави тоа. Оливија Applegate, која што ја знаеме од улогите во Еуфорија, во Song to Song и во филмот Dirty John, ја глуми Керол Краудер, односно десната рака на адвокатот. Потоа во Love and Death, да не ги забораваме, мора да ги напоменеме дека се појавуваат и Елизабет Марвел, која што глуми во Burn After Reading, во ТВ серијата House of Cards, во Synecdoche, Нью Йорк, во True Grit, во Линколн, односно таа ја глуми Джеки Пондер, односно таа е претходната свештеничка во малото христијанско градче, која што се заминува од Уайли, Тексас, и има претходно воспоставено некакве си интима со Кенди, но не само со неја, туку има една корелација која што ја има впрегнато со сите жители на градчето, заради тоа што е нивен духовен водич, и секако Кир Гилкрист, него го знаеме како го грајндкор вокал на Whelm и на Phalanx, а глуми во серијата Atypical, United States of Tara и секако во хорор филмовите It Follows и Dead Silence, а наследникот на Джеки го глуми во оваа серија, односно самиот Рон Адамс. Така што, накратко, ова се ликовите кои се доминантни во ТВ серијата Love and Death, кои го опфаќаат животот во овој свет во мало, односно во ова типична Американа, каде што нуклеарното семејство како една заедница е составен дел од 50-тите години до ден денес, како идеја, како концепт од таа закана нуклеарната бомба. Меѓутоа, тука веќе се накршнува излезот надвор од рамките на семејството и идилата, односно представата за тоа совршеното американско семејство, дека не е баш толку совршено како што се емитува во рекламните видеоспотови и како што се обидува власта да го наметне во САД, дека е пример за однесувањето на брачните партнери, и токму овој случај го докажува спротивното, заради тоа што неверството доведува до губење на
нечи живот, така што очигледно дека концептот на тоа нуклеарно семејство каде што се молчи и се репресира, односно се потиснува секој проблем во семејството, знае да води до ерупција на емоции и некој да скапо ги плати по соочување со овој изблик на гнев кој што не може да биде контролиран. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза. На музичкиот план во оваа емисија од Вашингтон DC се селиме во Токио во Јапонија, каде што ќе не пречекаат одличните Church of Misery. Станува збор за doom metal бенд од Токио под силно влијание на Black Sabbath, меѓутоа додадени елементи на психоделичен рок н рол, со тоа што сите албуми на овој бенд се напишани, односно се под ајде како да кажеме, некако вид на концептуализирани околу серијски убици и масовни убици, така што во продолжение ќе слушнеме две композиции од нивниот нов студиски албум, кој, ако не се лажам, е 8 поред, именуван како Born Under a Mad Sign, издаден за Rise Above Records, односно овој бенд, мислам дека во рамките на емисијата уште со претходните два албуми беше промовиран и во Dance Macabre и тука, односно The Kingdom Scum е изданиот 2013 и од 2016 наредниот албум And Then There Were None, се албуми кои што се емитувани на 103 на канал 103 од страна од моја страна, меѓутоа продолжуваме и со нивното ново, односно осмо студиско издание, именувано како Born Under a Mad Sign, од кој што ќе слушнеме композицијата Most Evil, посветена на Фриц Херман и Не смеев да ја заобиколам, творбата посветена за H.H. Holmes, односно именувано како Murder Castle Blues, односно човекот кој што ги убил неговите жртви во стамбениот комплекс на хотелот во кој што раководел. И потоа ќе слушнеме уште една најава со интервјуата правени со актерската и техничката екипа на Love and Death и ќе продискутирам за одредени спецификации кои што и поседува оваа серија. Уживајте во моќните doom metal рифови на Church of Misery. Вие слушате радио канал 103, ова е 112-тото издание на емисијата TV 103 посветено на ТВ серијата Love and Death, а во последниот чин на емисијата сакам да продискутирам за неколку спецификации низ кои што подлегнуваат сите ТВ серии кои ги анализирам во рамките на емисијата, односно за разлика од другите серии Love and Death има најава. На моје големо задоволство со тоа што е работено со монтажа на кратки инсерти од животот во Уайли, Тексас, односно од влезот во градчето, крстот, госпел пеачите со транзиции низ улиците на градчето и визуелно се прераскажува целосната приказна како ликот на Елизабет Олсен го сече нејзиниот прст во кујната и тече крв во друга кујна покрај фрижидерот, каде што е убиена, односно нејзината пријателка од нејзина страна, додека гледа самата Елизабет секира низ прозорецот. Така што одлично е сумирано действието врз композицијата Don't Let Me Be Misunderstood. Режисери на оваа серија се Лесли Линка Глейтер, која што можете да слушнете во неколкуте најави претходно. Таа ги режира 5 епизоди, а Кларк Джонсон снима 2. И двајцата имаат работено на Homeland, со тоа што Кларк е буквално платеник во серии, кој што најчесто работи за процедурални FBI и CSI серии, воспоставен е изгледот и една дополнета страна на процедуралната промена во действието, а воспоставеноста ја работи Лесли со тоа што таа го ја прави испрегата помеѓу самиот тон во кој што е работено на действието на серијата, само е процедурално дополнета од Кларк. Така што нема драстична дискрепанца во визуелниот подпис, меѓутоа самиот премин од социјална мелодрама во процесот на процедурален тек си има своји бенефиции во поглед и на визуелен план, заради тоа што затворањето во самите судници има лимитација во поглед на тоа што може да се
екранизира и кои агли може да се искористат, а фокализацијата, односно погледите кои што ги праќа самата обвинета и чија приказна се разработува, се круцијални за да се монтира пред се кадрирањето во самата судница. Музиката ја работи Джеф Русо, кој што имале очигледно пари да го ангажираат славниот композитор на кој ова сезона работеше High Desert и Мис Дейвис, а претходно има работено музиката за The Man Who Fell to Earth, за која што ви говорев, потоа прави музиката и на Clarice, Brand New Cherry Flavor, Utopia, For All Mankind, Altered Carbon, исто така слушаме музика од него, има работено за Legion, за Lucifer и Channel Zero. Односно, композициите на Русо комплементарно се надополнуваат на течението на љубовната врска, кај што копнежот на почетокот е изразен во сентиментот на милозвучното пијано, кое е придружено со гудачки оркестар, а кон мрачната пресметка на епилогот на серијата, музиката ја губи таа молска полетност и мрачне со 4 пати пологи амбиентални творби со повремени звучни напливи во нив, кои би биле аналогни нели на оддалечувањето од разумот на ликовите, кај што пијаното сега станува веќе елегично. Од музичкиот избор кој што е употребен на самиот саундтрак, и имаме воведната композиција на Нина Симон, потоа може да слушнеме Bee Gees, Three Dog Night, Al Green, Janis Joplin, Carole King, Neil Diamond, The Knack, Blondie, ABBA, Sly and the Family Stone, Rod Stewart, War и Тото се чувани за самото финале. Голем број на музички творби работени баш во 70-тите и 80-тите години, па и претходно за да се долови таа сатисфакција на нуклеарното семејство и таа председиличниот приказ и звучен тон. Во поглед на сценографијата, дизајнот го работи Сузуки Ингерслев, каде што имаме идилични домови и се извинувам хотелски соби во рурална Америка, а Тим Ивес и Џон Конрој се директори на фотографија, каде што имаме пластичен изглед на Американа и прикази во баровите пред да се облее во крв тој идиличен дом. Поглед на монтажата ја работат Бен Лестер, Еми Дадлсон и Дориан Харис, иако е познат случајот за јавноста, важно е фокусот на почетокот да биде на љубовната врска, а се очекува како шлак на тортата да биде редуцирано, односно да биде чувано во епилогот самото убиство во поглед на монтажата како би се одвивало овој случај. Поглед на костимографијата и шминката, сепак е опатен крајот на 70-тите, конкретно 78, што значи дека облеката на домаќинките и нивните сопрузи датира од таа ера, како и кратките панталони кои што беа напоменати во најавата, нема надприродни елементи, освен оддалечувањето од разумот и потиснувањето на самото убиство, што веќе говори за една психолошка состојба која треба да биде анализирана подетално, а во поглед на хуморот и еротиката, веќе беше алудирано дека, условно кажано, има хумор, односно црн хумор кој што го милуваат браќата Коен, ова условно сватете го, заради тоа што не е до таа страна урнебесен и не ги буди тие сличните побуди кои што браќата Коен ги имаат во нивните филмови. Меѓутоа, со оглед на тоа што е рурален предел, каде што има ликови кои што делува смешни со нивните однесување, без разлика на што е во прашање криминален чин, може да се стави во некакви рамки на хумореска, меѓутоа има и обид за еротика во крајно не еротската љубовна афера, ако може така да ја наречеме. Има практични ефекти и прскање крв на лицето пред се и на телото на убијката и нејзината жртва. Има флешбек како се млади и дисторзирање на перцепцијата на реалноста во мигот кога се извршува насилниот чин. Жанровски е криминалистичка мелодрама, односно мини серијал кој што преминува од семена драма во процедурална практика, се говори на англиски јазик, и во поглед на самите недостатоци. Самиот факт што е трета итерација на криминалистички случај не говори дека е оригинално сюжетот, затоа што кога гледачот е нели запознаен со исходот,
епизодот потребно е да се задржи неговото внимание, кое мислам дека несмасноста на Кенди и Ален е доволна за тоа, но прашање е колку донесе свежина во издуваниот крими жанр со разработката на ликовите од луѓето од реалноста во поглед на континуитетот на епизодите. Знае серијата да изгуби здив кога ќе се прекине неверството, ама тогаш доаѓа па пресметката да внесе нови агенси во действието. Во поглед на градењето на ликовите имаме фокус на Кенди и Ален, иако се запознаваме и маргинално со однесувањето на нивните сопружници и размислувањето на озборувачката малограѓанштина во која што тие нели живеат, а како аналогија, односно како референци на оваа ТВ серија, секако се филмот кој што ви го препорачав, Killing in a Small Town, на кој што се базира првата итерација на книгата, нон-фикшн книгата Evidence of Love на Џон Блум и Џим Аткинсон, и секако Кенди, таа е серијата од минатата година која што исто така и откри правата на Evidence of Love, која што беше работена за Hulu, која се базира на истиот тој случај со тоа што Джесика Бил ја носи. Ја има носечката улога во оваа серија, покрај серијата Love and Death. Слични, односно аналогни серии на неа би биле The Girl from Plainwell, The Staircase, Inventing Anna, The Thing About Pam, A Friend of the Family, Sorry for Your Loss, The Dropout, The Act, Unbelievable, Alias Grace, Bates Motel, Under the Banner of Haven, Broadchurch, Sharp Objects, You, Big Little Lies, Defending Jacob, The Undoing, Manhunt. Се само неколку од ТВ сериите, дел од кои што сум ви говорил во оваа емисија, меѓутоа дел допираат и со криминалниот чин кој што настанува во оваа семејна мелодрама и со процедуралната природа на нејзиното разработување во епилогот. Драматична е атмосферата, загарантирана гледливоста, постигната е убедливоста во епилогот. Кенди се збогува со Ален и со сопругот патува и само фрла поглед во хотелот додека се одселува со својот сопруг во Џорџија, кај што подоцна се објаснува во телопите дека тие ќе се разведат според титулкартите и Алан ќе се прежени и разведе уште еднаш и прежени по трет пат и живее во Мејн, односно во Бостон, додека па Кенди соработува со нејзината ќерка за како помошник за наминување на депресијата кај младите и возрастните, со оглед на тоа што таа на своја кожа ја има почувствувано во рамките на ова Америка во малој и робството во нејзиниот брак. Ако ја еволуирам, 8 од 10 има на стаклени нозе оваа серија од мене, а продолжение нема да има. Завршен е случајот, мини серијал е во прашање без продолжение, така што сметам дека и така треба да остане. А за крајот на емисијата ќе ги слушнеме Yawning Man, односно ова е еден култен бенд кој што од Јапонија одиме за Ла Квинта, односно во Калифорнија. Ќе ги слушнеме овие гиганти на дезерт рок сцената, оформени далечната 1986 година, кој што пустински звук се на дефиниција за него со heavy psych, со експериментални влијанија, односно составен дел се од членови на Fatso Jetson, на Ten East, на мал милион на други бендови кои што биле под силно влијание за образувањето на звукот на овој бенд, така што има многу мина учествувано во неговата еволуција. Денес, ако не се лажам, предводени се од Грег Сайенс, од Били Кордел и од Гери Арс. Ова е нивниот шести албум, кој што го издадува по нивниот пети албум, кој има едно многу интригантно име, кој е многу значајно за нашата држава, именуване како Macedonian Lines. Тој албум беше од 2019 година и во едно од нивните интервјуа имаат напоменато дека името го имаат дадено токму на
редиците на бегалци кои што поминале на нашата граница, кои тие очигледно ги забележале најверојатно патувајќи на нивната турнеја, со оглед на тоа што најчесто ја заобиколуваат нашата држава наместо да дојдат и да свират во неа, најверојатно патувале Бугарија или Грција во дадената ситуација каде што тие ги забележиле овие линии и овие редици ги употребиле за насловот на нивниот претходен албум Macedonian Lines и денес го издадува ова недела нивниот нов албум. Денес ќе може да слушнеме една композиција од него, со оглед на тоа што ги имаат најдолгите творби во едно дело, односно нивниот нов албум гласи Long Walk of the Navajo, со тоа што ќе имаме можност да ја слушнеме само насловната 15-минутна тема која што говори за врвната инструментализација на Yawning Man, и потоа ќе слушнеме неколку кратки творби кои што се наоѓаат на самиот скор за Love and Death, кој ги работи композиторот на ова ТВ серија, односно Джеф Русо. А за самиот крај на емисијата да ви напоменам дека линкот од оваа епизода заедно со останатите епизоди на емисијата ТВ 103, на Дансе Макабре и на Видеологија може да ги најдете на YouTube каналот на Златко Ѓелевски и на Mixcloud каналот кој што го носи моето име. А доколку сте заинтересирани за да го збогатите вашиот живот со културната понуда која што ја има во и вон Скопје, денес во 9 часот имате едно прекрасна дружба најавена во Джези, именувана како Miles with Madness, посветена на Майлс Дейвис, а утре има Impromptu Meetings по петти пат кои што се одржуваат исто така во Джези во 21 часот. Најавена е во понеделник на 26 јуни промоцијата на стихозбирката Црвенило на Драган Атанасов во Буква, и утре во 18:30 е најавена промоцијата на дигиталната книга Контекстот, односно дигитални осврти, каде што се анализира творбите на македонската книжевност во првите 2 децении од 21. век, каде што се разбира дека моите книжевни творби не се составен дел од неа и не се подлегнати на анализа, заради тоа што некој смета дека не се составен дел од културолошкото милје на државата или па не се интересни за анализа. Утре во 21 часот Шарла слави 10 лета околу со настап на Димитра во живо како промоција за незиниот албум во Буква. Да фестивал се одржува од 30 јуни до 2 јули во Дојран и најава имаме на 13 октомври во петок во Младинскиот културен центар Андерфест фестивал со 5-то издание, како и гостувањето на Аморфис со нивната Hello Tour во Младинскиот културен центар на 2 ноември со Солстафир и Lost Society од нивната турнеја како составен дел, односно како загревање на таксират кој што следува оваа година, а во четврток може да присуствувате, односно вечерва, во започната е родови приказни за објективот на Ирина Богоева, поставка во Мала Станица, а секако дека утре може да присуствувате и на промоцијата на Добрината ги раздвојува денот и ноќта на Марија Дејановиќ во МКЦ во 20 часот, ако не се лажам, мислам дека во викендови престои и до крајот на месецот прикажувањето на филмови, односно бугарски документарни филмови во кинотека. Мислам дека имате и настап на вечерва во 20 часот по завршувањето на емисијата на Глигор Кондовски во социјалниот центар Дуња, каде што ќе ги изведува неговите творби. Тука ќе го завршам ова издание на ТВ 103, вие го слушавте 112-тото предсе издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализирав првата сезона од серијата Love and Death. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До едното издание гледате ТВ серии и останете вклучени.
Ćao, čao.